за дечињата? Ова е повторно единствено го правиме се уште. Ќе се подводат на две групи. Министерка која не трабува на идејата. Беше инициатива на школата. Е, уредно, напред, само Денеска дојдовме да ја посетиме и општина Грацко, каде што ни е домаќин градоначалникот. И сакаме да видиме како оди напредокот на решавањето на комуналните проблеми на граѓаните на општина Грацко. Јас сум задоволен од ова што го гледам. Значи се наоѓаме во еден парк кој што општина Грацко од сопствени средства околу 4,5 милиона денара го има средено урбано. Меѓутоа позади нас е и градинката која што со средства од Министерство за труд и социјална политика во износ од 2 милиона денара се проширени капацитетите на градинката за уште 20 нови дечиња, значи веќе 50 дечиња може да бидат згрижени во градинката, што е отприлика и потребата на Грацко. Да се надеваме дека ќе има потреба за уште повеќе и ние ќе одредиме средства. Решен е 30 годишниот проблем со водоснабдување на општина Грацко, односно на ова населено место Грацко. Видовме, го посетивме, значи, бунарот кој што е направен над земја и нема многу што таму да се види, меѓутоа подземните инсталации се значителни и овој 30 годишен проблем е веќе решен. Обезбедени се 20 милиона денара средства за изградба на патот, односно реконструкција на патот од Агенцијата за поддршка во рамките на програмата за рурален развој, односно за подобрување на условите инфраструктурни помеѓу селата. Тоа е помеѓу селото Грацко и Чичево во должина од 1,8 километри. Исто така, значи, обезбедени се средства за две улици во Водоврати во рамките на програмата за рамномерен регионален развој и како и средства за комунална опрема, значи канти за отпадоци, поцинкувани контейнери во Грацко. Она што сакам да го најаваме дека ќе се обезбедат и средства во рамките на програмата за поддршка на општините за локални патишта, за изградба на патишта во општина Грацко. Тоа ќе се случи, значи, до крајот на годината со тендерирање, а следната година со имплементација. Исто така обезбедени се средства и за изградба на канализација во населеното место Стопанство во Грацко, како и уште една дополнителна, значи, канализација во уште едно населено место кое што ја опфаќа општината. Мислам дека со ова јасно покажуваме дека владата е определена да направи колку што е можно подобри услови во целата држава, да имаме колку што е можно порамномерен развој во државата и за разлика од тоа што веројатно порано најголем дел од средствата се трошеа во Скопје за да се направи барокно, мислам дека е многу важно да сега сите населени места во државата ги направиме убави. Овој парк е прекрасен, како и сите други инвестиции кои што се случуваат во Грацко. Мислам дека ќе изнајдеме средства да ги решиме или начин да ги решиме и потребите на земјоделците во Грацко, поточно би рекол сточарите кои што имаат потреба од обработливо земјоделско земјиште за да произведат храна за своите стада. Тоа го најавувам дека ќе биде решено до крајот на годинава и ќе изнајдеме начин тие да бидат задоволени, односно да ги задоволат своите потреби за да може да ги задржат своите стада, што е многу важно. Сакам да искористам оваа прилика за да истакнеме дека она што го решивме проблемот со водоснабдување, тоест недостиг на вода за пиење во Грацко, бидејќи 30 години Грацко страдаше за капка вода. Тоа што ги најави вице-премиерот сите проекти, јас само ќе дополнам дека општина Грацко обезбеди средства за изградба на откупен центар на отворен простор преку Центарот за Вардарски плански регион, преку Бирото за рамномерен регионален развој, при Министерството за локална самоуправа во вредност од 5 милиона денари. Веќе е избрана фирмата и ќе се отпочне со изградба. Исто така споменавме дека ќе се гради во населено место во општината, тоа е Гордо Чичево канализација. Канализацијата
Е обезбедени се средствата за канализација од Министерството за животна средина и веќе е завршена постапката за јавна набавка и ќе се отпочне со изградба. Тие се два најблиски проекти кои што очекуваме реализација и сето ова што го најави вице-премиерот.